Ова се регионалните вести. Своето средношколско образование го завршија учениците од првата генерација која се запиша во коледжот Јахја Кемал во Тетово. Матурантите своите дипломи ги добија на вчера одржаната свечена церемонија. Со свечена церемонија вчера беше промовирана првата генерација матуранти на коледжот Јахја Кемал во Тетовско Камењане. Учениците добија дипломи за успешно завршување на средното образование, а целата прослава беше збогатена и со културно-уметничка програма. На самиот чекор до полнолетство, кога официјално се влегува во светот на возрастните, пред да се тргне во ново животно поглавје, многу успеси понатаму и убава иднина. Им посака на учениците директорот на оваа образовна институција Ресул Килич. Нашето училиште со цел пренесување на универзалните вредности, успехот, искуството на коледжите на Јахја Кемал во 2011 година започна со работа во регионот на Тетово. Во овие 4 години сме горди со постигнатите успеси на државните и на меѓународните надпревари во Соединетите Американски држави, Грузија, Кенија, Турција. Така што сме го представиле не само Тетово, туку и Македонија. Почитувани родители, тврдиме дека еден од голем од постигнатиот успех на нашите ученици им припаѓа и на вас, доверувајќи вашите најголеми вредности, вашите деца. Драги матуранти, секој почеток е убав, но крајот е тежок. Запознавањата се возбудливи и со надеж, додека поделбите се тешки. Сакам да ви укажам дека секогаш имате отворени врати во ова училиште, што го претворете во остров на мирот. Овие чувства и мислење да ја споделиме радоста на матурантите. Им се заблагодаруваме на сите кои дале свој придонес, а на учениците им посакуваме успех и среќна иднина. На свеченоста присуствуваа професорите на коледжот и градоначалници на неколку општини. Општина Гостивар во Долна Бањица денес го промовираше ново уредениот тротоар, осветлување за побезбедно движење на пешаците. Инвестицијата е вредна околу 10.000 евра. Гостиварската локална самоуправа инвестираше околу 10.000 евра во уредување на инфраструктурата за побезбедно движење на пешаците во Долна Бањица. Изминатиот период се работеше на уредување на тротоари и поставување на ново осветлување на потегот од зградата на Тетовскиот универзитет до близу црквата. Инвестицијата денес ја промовираше првиот човек на Гостивар, Невзат Бејта. Барањето беше од двете најголемите населби, па може да кажуваме Долна Бајница и населбата Циглана, да им направиме тротоар за полесно да поминуваат и да бидат побезбедни нашите деца што одат во различни училишта и нашите граѓани што поминуваат во Долна Бајница. Ова е многу клучен дел, пошто го врзува со урбанистичкиот дел на градот и сега децата и граѓаните се побезбедни. Имаме направен тротоар и осветлување на тротоарот и улицата. Инвестицијата има офатено више од 10.000 евро и вака ќе продолжиме да реализираме нашата програма 100% до крај на нашиот мандат. Според најавите од општина Гостивар, наскоро ќе се отпочне со 2 покрупни проекти во планинските села. Се работи за асфалтирање на патиштата Србиново-Ѓоновица и Симница-Церово. Парите во висина од 700.000 евра се обезбедени од Европската инвестицијска банка преку Агенцијата за патишта на Република Македонија. Преку соопштение, Канцеларијата за односи со јавноста на општина Тетово информира дека денес започнала санација на дупките низ улиците во градот. Денеска општина Тетово започна со санација на дупките низ улиците во градот со цел подобрување на продноста и патната инфраструктура, информира преку соопштение од Канцеларијата за односи со јавноста на општина Тетово.
Оттаму велат дека согласно претходно предвидената динамика, секторот за патишта, сообраќај и градежно земјиште на општина Тетово и оваа година ќе изврши санација на дупките, почнувајќи од патиштата со голем приоритет, за подоцна да продолжи со улиците со помал приоритет. Ќе се изврши санација на улиците. Јане Сандански, делот што почнува од крстосницата на улицата Дервиш Цара до крстосницата на улицата Мехмет Паша Дерала. Потоа Димо Гавровски кара крстосницата со улицата Дервиш Цара до влезот на клиничката болница на Тетово. Ќе се санираат и булеварот Благоја Тоска, делот под општина Тетово, Индустријска, кај кружниот тек во близина на Монопол, потоа улицата Борис Кидрич, делот на автобуската станица и делот булеварот Благоја Тоска, крстосницата со улица Борис Кидрич. По изведувањето на овие активности во горе споменатите улици и санацијата на улиците со помал приоритет, согласно предвидената динамика и оптималните климатски услови, се очекува дека санацијата ќе заврши кон крајот на месец јуни, за да се овозможат подобри услови за сообраќајот, имајќи предвид фактот дека токму овој период од годината имаме зголемен интензитет на сообраќај, велат од општина Тетово. Освен санацијата, општина Тетово по завршувањето на тендерските процедури ќе започне со целосно асфалтирање на улицата Индустријска, односно од кружниот тек кај Веромаркетот се до компанијата Еколог. Во оваа година, согласно предвидената динамика за реконструкција и целосно асфалтирање, се предвидени уште неколку улици низ градот кои се во лоша состојба и истите оневозможуваат слободно одвивање на сообраќајот, велат во соопштението на општина Тетово. 13 платни налози, една покана за наплата на глоба и едно исклучување на возило од сообраќај е резултатот на денешната акциска контрола на полицијата. Неисправни сопирачки, неисправни уреди и опрема и некористење на сигурносен појас се дел од прекршоците што биле утврдени кај возила што вршат јавен превоз. Во рамки на планираните активности за навремено откривање и отстранување од сообраќај на технички неисправните возила, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Тетово денеска предпладне во Тетово реализираа уште една акциска контрола, со која беа офатени вкупно 35 возила кои вршат јавен превоз на патници, автобуси, комбиња и такси автомобили. 30 од возилата испратени се на технички преглед, при што биле констатирани 14 различни видови недостатоци, односно прекршоци. 6 од возилата имале неисправни уреди за сопирање. 2 не се јавиле на технички преглед, кај едно возило утврдена неисправност на уреди и опрема. Еден возач управувал за време на забрана, еден не користел сигурносен појас и така натаму. Откриените прекршоци санкционирани се со 13 платни налози и една покана за наплата на глоба, а едно возило исклучено од сообраќај, така што сите прекршители наскоро ќе се соочат со законски предвидените глоби. Целта на акциската контрола е по патиштата и улиците на Тетовско и по широкото подрачје да се движат што помалку технички неисправни возила, а особено оние кои секојдневно превезуваат патници, ученици, вработени и други. Ова дотолку повеќе што една од причините за сообраќајните несреќи кои се случуваат на овие простори е токму техничката неисправност, пред се на сопирачките. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Секторот за внатрешни работи Тетово расветли 13 кражби кои во март, април и мај годинава биле извршени во Тетово најмногу, односно 9 во патнички моторни возила, 3 во продавници и 2 на велосипеди. Осумничен и кривично пријавен дека ги извршил овие кражби е 21 годишен тетовец. Во периодот за кој станува збор најчесто со кршење на стаклата, тој провалувал во моторните возила и одземал мобилни телефони, чанти, очила за сонце, парфеми и друго, додека најпривлечен плен за него во продавниците биле цигари и пари. Осумничениот и претходно бил инволвиран во криминални активности, пред се во кражби и тешки кражби. Наспроти ова, полицијата регистрираше тешка кражба во црквата Свети Ѓорѓија, лоцирана во атарот на тетовското село Волковија, поточно во местноста Чука. За сега непознати сторители во неутврдено време украле околу 1000 денари во разни апоени, доброволни прилози од верниците. 2 лица се лишени од слобода, 32 годишен тетовец кој се барал со судска наредба за издржување затворска казна од 6,5 години за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. И 23 годишен жител на тетовското село Пршовце, осуден на едногодишна затворска казна за кривично дело, неовластено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи.
Двајцата се предадени во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. Уште една информација од полицискиот билтен. Пешак повреден во сообраќајка која се случила вчера на булеварот Маршал Тито во Тетово. Во незгодата учествувале патничко возило Мерцедес со тетовски таблици, што го управувало непознато лице, и пешак 45 годишна тетовка, која здобила телесни повреди. Била пренесена во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштена е на домашно лекување. Извршени увити се расветлуваат сите поединости поврзани со оваа сообраќајна незгода. Бидејќи во последно време на подрачјето на СВР Тетово зачестија сообраќајните несреќи во кои учесници се пешаци, СВР Тетово уште еднаш апелира до пешаците целосно да ги почитуваат правилата и прописите односно поставената сигнализација и да ги преминуваат улиците на обележени премини, а не каде ќе стигнат. Покрај тоа им се советува и да внимаваат каде и како се движат по улици на кои нема тротоари, за да не се изложуваат на опасност да бидат удрени од возила, со потсетување дека глобите за непочитување на овие препораки изнесуваат од 20 до 35 евра во денарска противредност. На возачите пак им се укажува да им даваат предност на пешаците на премините, зашто во спротивно ќе се соочат со глоба од 300 евра и да ја прилагодат брзината според условите на патот и вкупната фреквенција. Во полициската станица во Гостивар денес се спроведе крводарителна акција. Беа собрани 30 единици крв. Гостиварските полицајци на дело ја покажаа својата хуманост и даруваа крв. Крводарителната акција што денес се спроведе во полициската станица Гостивар беше втора за годинава. Како и претходните, беше организирана во соработка со Општинската организација на Црвениот крст и Заводот за трансфузиологија. Игор Јовановски, кој дарувал крв 35 пати досега, вели дека е редовен крводарител затоа што на тој начин му се дава шанса да спаси нечи живот. Јас сум Игор Јовановски од ПС Гостивар, дарител на крв 35 пат. Значи, на оваа акција се јавив пошто сум редовен крводарител, мислам дека мојата крв ќе спаси живот. Во денешната акција во Гостиварската полициска станица беа собрани вкупно 30 единици крв, додека во првата, што се организираше на почетокот од годинава, скоро 50. Минатата година во 3 одделни акции биле собрани околу 170 единици крв, што потврдува дека полицијата е рекордер во крводарителството на Гостиварското подрачје. До крајот на идниот месец е продолжен рокот за аплицирање за субвенции, но рокот за ажурирање на податоците до крајот на месец мај, информираат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Тетово. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Тетово, ги известува сите земјоделци кои аплицираат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година, дека треба да ги запазат следните рокови. Рокот за аплицирање за субвенции е продолжен до 30 јуни 2015 година, но рокот за ажурирање на податоците останува 31 мај 2015 година. За да се изработат барањата за техничка помош кои имаат барано промена на капацитети, потребно е да се изработат заклучно со понеделник 1 јуни 2015 година, појаснуваат од Тетовската единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од подрачната единица информираат и дека до 15 јуни е рокот за поднесување на барања за произведено и продадено млеко во период од 1 јануари до 30 април 2015 година. Што се однесува до сточарите, тие треба задолжително да аплицираат при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Тетово, дека со себе треба да ги имаат и пасошите од добитокот или потврда од матичниот ветеринар. Филмскиот фестивал Watch Out продолжува со емитување на филмовите. Интернационалниот филмски фестивал Watch Out вчера продолжи со емитување на нови 6 филмови од категоријата краток игран филм. Вечерва на програмата на фестивалот се 12 анимациони експериментални филмови. Вечерашните проекции ќе бидат во просториите на Центарот за балканска соработка Лоја, со почеток во 20 часот. Влезот е слободен. На фестивалот ќе се прикажат вкупно 32 од 186 пријавени филмови од целиот свет. Годинава имаме голема посетеност, 10 пати поголема за разлика од првата година. На фестивалот присуствува многу гости од цела Европа, изјави организаторите на фестивалот. Отаму додаваат дека фестивалот
фестивалот е добра можност за тетовската публика, која може на вистински начин да ја вкуси седмата уметност, со оглед на тоа што во Тетово нема кино. Во состав на фестивалот годинава се организираат и работилници под името Тетово Трансформерс. 14 млади уметници учат вештини како да снимаат видеофилмови, кои подосна ќе ги презентираат пред граѓаните. Предавањата ги врши познатиот уметник од Америка Скит Плумберг. Фестивалот започна на 26 мај, а ќе заврши утре со прикажување на 5 документарни филмови. Влезот на сите фестивалски вечери е слободен. Овој фестивал е поддржан од Гете институтот од Скопје и повеќе странски амбасади. Ослободен од политичкиот и националистичкиот притисок, Синодот на Македонската православна црква, предводен од поглаварот Стефан, со позитивен набој ја дочека вчерашната одлука на Српската православна црква и веќе се формира комисија од црковни достојници, кои ќе представуваат МПЦ на средбите кои ќе започнат пред 2 август. Преговорите нема да траат со месеци, сите маки и проблеми меѓу двете сестрински цркви се од политички карактера, помалку црковни, велат соговорниците. Политичките аспекти на двете цркви, како што дознаваме, ќе бидат игнорирани и за нив нема да се разговара, особено по пуштањето од затвор на поглаварот на православната Охридска архиепископија Јован, а ќе се разговара само за црковните прашања. Ако преговорите завршат, резултатот нема да биде соопштен според црковни извори. Ќе се чека позитивниот судски крај на процесот против архиепископот Јован и другите епископи и верници на ПОА. Ваквиот забрзан црковен однос кој со децении мируваше, започнува вчера откако Саборот на СПЦ одлучи да одобри нов условен диалог со МПЦ, со кој сите досегашни комисии и одлуки ги прогласува за ништовни. Три лица се убиени синоќа во центарот на албанскиот главен град Тирана, кога врз нив е отворен оган од возилово движење. Како што јави албанските медиуми, нападот се случил на еден од централните булевари во Тирана, кога врз жртвите било пукано од џип марка Тојота во кој имало 3 лица. Една од жртвите починала на самото место, додека другите 2 им подлегнале на здобиените повреди на пат кон болница. Во врска со инцидентот, албанската полиција привела 5 лица, од кои 2 се товарат дека го извршиле нападот, а другите 3 се обвинети дека им помагале во нивната подготовка. Мотивите за нападот засега се непознати. Францускиот министер за надворешни работи Лорен Фабиус и неговиот британски колега Филип Хамонд упатија остри критики до ФИФА и повика изборите за нов председател на организацијата да бидат одложени. Фабиус изјави дека барањето има смисла бидејќи се уапсени високи функционери на ФИФА. Хамонд изјави дека има нешто многу погрешно во срцето на ФИФА. Според него потребна е реформација на фудбалската асоциација. Изборите за нов председател на ФИФА се закажани за утре. Живи примероци на антракс до приватни лаборатории во 9 американски држави и до воена база во Јужна Кореја биле испратени по грешка од лабораторија од Американскиот институт Јута, соопшти Пентагон. Воедно министерството потврдило дека нема информации за евентуално заразување со опасната болест. 4 цивили американски граѓани сепак почнаа да преземаат превентивни мерки, кои обично вклучуваат вакцина против антракс, антибиотици или комбинација од двете. Одделно 22 вработени во американската база во Јужна Кореја биле подложени на итно лекување, бидејќи биле изложени на веројатно живи примероци на антракс. Примероците треба да бидат испратени во неактивна состојба, како дел од напорите на американската армија да развие теренски тест за идентификација на биолошки закани. Инцидентот се истражува. Индија изминатиот период е зафатена од топлотен бран, поради што за 1 месец животите ги загубија 1412 лица. Поголем број од смртните случаи се регистрирани во јужните делови на сојузните држави Андра Прадеш и Теланган, каде температурата надминува 48 степени. Меѓу најзагрозените се стари и сиромашни лица, кои во најголем дел живеат во колиби без клима уреди. Властите предупредуваат населението да не се изложува на сонце, да ја покриваат главата и да пијат многу вода. Сепак голем број индијци се принудени да работат поради големата сиромаштија. Метеоролозите најавуваат дека во следните
наредните денови ќе продолжат високите температури, од кои се уништуваат патиштата, посевите и се загрозуваат работниците, земјоделците и останатите што работат на отворено. Монсунските дождови се очекуваат од следната недела во јужната држава Керала, од каде полека ќе се движат кон север. Волонтери на улиците делат солен путер и сиров кромит за кои се верува дека ја одржуваат хидратацијата на организмот. Луѓето користат шалови и марами за блокирање на топлиот воздух. Денес имавме умерено облачно, свежо и ветровито време со повремени сончеви периоди. Утринските температури се движеа од 4 до 14, а дневните од 11 до 18 степени. Утре по свежото време не очекува претежно сончево време со локална облачност. Утринските температури ќе се движат од 3 до 13, а дневните од 15 до 25 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!